Смртоносен газ, загубени деца, одговорност нула. Ова беше една од главните пораки која што беше упатена денеска на 40-тиот поред протестен марш за ангелите, кој што започна во паркот на револуцијата во Кучани. На денешниот марш родителите истакнаа дека по 40-ти пат чекорат заедно, со болка, со љубов, но со решителност за нивните ангели. Велат една година бараат одговорност и нема да застанат. Ке чекорат се додека не ја добијат правдата кој што нивните деца впрочем ја заслужуваат. Денеска родителите истакнаа дека Кучани нема да молчи и нема да запре додека не ја добие вистинската правда. Родителите денеска прашаа дали биле земени биолошки примероци, што точно било анализирано, дали постојат токсиколошки резултати и која е вистинската причина за смртта на нивните деца. Велат зошто се правеше обдукција ако не е завршена работата целосно. Прашаа зошто семејствата добиваат нецелосни информации. Побаравме јасен, недвосмислен одговор. Дали институтот бил вклучен во токсиколошките анализи? Дали било испитувано присуство на цијаниди или сродни токсични соединенија и доколку такви анализи не биле извршени, тоа јасно да биде наведено. Од тоа барање поминаа веќе 2 месеци, а до ден денес немаме никаков одговор. Дополнително, уште пред 4 месеци побаравме итна средба со представници од судска медицина. Наместо конкретни одговори, добивме само колективна средба со директорот на судска медицина, на која ни беше кажано дека дополнително ќе бидеме повикани и детално ќе ни биде се објаснето. Во меѓувреме, добивме решение од Природно-математичкиот факултет Скопје, во кое официјално се потврдува дека по наредба на ОЈО Кочани е изготвен вешт наод и мислење поврзан со предметот, но повторно без одговор. Но клучното прашање, дали биле испитувани цијаниди и што точно покажуваат анализите? ПМФ не упатува кон ОЈО, ОЈО молчи. Судска медицина молчи. На 16.3.2025, кога ни ги однесовте децата во црни реки, во Скопје, за обдукција, не убедувавте дека тоа е задолжителна постапка и дека мора детално да се утврди вистинската причина за нивната смрт. 63 лица минатата година на 16 март во кочанската дискотека Пулс го загубија својот живот. Над 200 лица беа повредени. Пожарот настана за време на настапот на музичката група ДНК. Во меѓувреме, судскиот процес за овој случај е во тек, а задотре продолжува. Судиката Диана Груевски-Лиевска го води овој судски процес.